последните 24 часа, на територијата на Македонија се регистрирани 31 пожар на отворено, соопшти Центарот за управување со кризи. До утринава 2 пожара остануваат активни, 2 се под контрола, а 27 се целосно изгаснати. Активен е пожар кај селото Виниче, каде гори нискостеблеста шума, како и на Кожув планина кај селото Петрово, каде е зафатена букова шума. Интервенцијата е отежната поради теренот и ризикот од ширење. Пожарите што се под контрола се лоцирани на депониите Дрисла и Острец, изгаснатите 27 пожари се евидентирани во повеќе општини, при што најчесто гореле ниска вегетација, отпад и стрништа. Центарот за управување со кризи апелира за внимателност поради високите температури и сувото време. Во рамки на Европската недела на мобилност, Сдруженијето Go Green во соработка со Министерството за транспорт денеска ќе го презентира новиот правилник за планирање, проектирање, изградба и одржување на велосипедската инфраструктура во општина Гази Баба. Настанот започнува со изјави за медиуми кај велосипедската патека пред хотел Континентал, пошто учесниците, велосипедисти, организирано ќе се упатат кон општинската зграда, каде презентацијата ќе се одржи од 11 часот и 30 минути до 12 часот. Проектот е поддржан преку ad-hoc грант од регионалниот проект Smart Balkan, имплементиран од граѓански организации од Македонија, Босна и Херцеговина и Албанија, со финансиска поддршка од Министерството за надворешни работи на Норвешка. Во Берлин на 19 септември се пронајдени 2 бомби од Втората светска војна. Едната, откриена во реката Шпре во централниот округ Мите, е оценета како безопасна и ќе биде безбедно одстранета без деактивација. Поради неа беа евакуирани неколку илјади жители од населбата Фишеринцел. Втората бомба, тешка 100 килограми, ќе биде деактивирана подоцна истиот ден во западниот округ Шпандау. За таа цел е воспоставена блокирана безбедносна зона, но без да се засегнат медицинските установи. Мерките вклучуваат евакуација на административни згради и амбасади, затворање на патишта и суспензија на една метролинија. За граѓаните се обезбедени привремени засолништа. Авионот XK777 од Париз, Орли, до Ајачо на Корзика бил принуден да кружи речиси 20 минути, бидејќи контролорот на аеродромот едноставно заспал. Светлата на пистата не биле вклучени, а не постоела ниту радиокомуникација со контролната кула, па пилотите биле принудени да стапат во контакт со противпожарната служба и полицијата. Контролорот бил пронајден како спие на своето биро и бил разбуден од полицијата, пошто светлата биле вклучени и авионот безбедно слетал околу 12 часот и 35 минути, со повеќе од час за доцнување. И покрај необичната ситуација, патниците ја прифатиле веста со хумор. Француските власти потврдија дека контролорот бил тестиран за алкохол и дрога, резултатите биле негативни, но започната е истрага за евентуални пропусти и дисциплинска одговорност. Американскиот председател Доналд Трамп и кинескиот председател Си Џинпинг денеска ќе разговараат во обид да постигнат договор што ќе овозможи на видео апликацијата TikTok да продолжи да работи на американскиот пазар и воедно да се намалат тензиите меѓу двете земји. Ова ќе биде нивен прв разговор по 3 месеци, а главни теми ќе бидат токму TikTok и трговските односи. За сега Кина официјално не го потврдила учеството на Си во разговорот. Контактите меѓу Вашингтон и Пекинг се засилуваат пред форумот за Азиско-пацифичка економска соработка во Јужна Кореја кон крајот на октомври, каде што се разгледува можноста за личен самит меѓу двајцата лидери. Времето денеска ведро и посвежо преку денот сончево. Ќе дува слаб до умерен наместа долж по вартарието повремено засилен ветер. Во Скопје сончево време со слаб до умерен, а во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Во наредните денови следува период на сончево време со посвежи утра, а дневната температура ќе биде во постепен пораст. Особено топло ќе биде во деновите од викендот и во почетокот на следната седмица, информираат од Управата за хидрометролошки работи.